На одбележувањето на меѓународниот ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот, првата детска амбасада во светот Мегаши апелира до училиштата и родителите. Повеќе внимание да посветуваат во согледувањето на промените во однесувањето на децата. СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 постои 24 години и до сега се регистрирани 20.581 повик. Првата детска амбасада во светот Мегаши во периодот од ноември 2016 година до мај 2017 остварила 44 контакти со дојавувачи за вкупно 50 деца, потенцијални жртви на кршење на детски права, од кои 27 случаи на кршење на правото на детето во текот на бракоразводни постапки и 10 случаи на семено насилство, покажува 6-месечниот извештај за работа на СОС телефонот. Извештајот го представи Јана Зенговска, психолог и координатор на СОС телефонот 0800 1 22 22 на денешната пресконференција по повод 17 мај меѓународниот ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот. Зенговска посочи дека загрижува односот на родителите и нивниот страв за презентирање и заштита на било која форма на прекршување на правата на децата и нивната одговорност за заштита на своите деца. Загрижувачки за нас е односот на родителите и нивната инфериорност, страв за презентирање и заштита на било која форма на прекршување на правата на децата. Е важно да се нагласи одговорноста која што ја има родителот во однос на заштита на неговото дете. Воспитно-образовните институции се единственото место за превенција, здравствените домови, судска медицина, пријавувањето во граѓанските организации е веќе кога е настаната некаква штета. Затоа, и како координатор, и како родител, и како психолог, ги замолувам воспитно-образовните институции, училиштата, и градинките, да не премолчуваат кога ќе откријат дека станува збор за било каква форма на насилство. Председателот на Мегаши Драги Змијанац рече дека е загрижувачки тоа што по 24 години работа на СОС телефонот нема подобрување на состојбата со почитување на правата на децата во пракса и сме сведоци на тоа кога детето и сторителот на делото се на улица, а државните институции не постапиле согласно протоколите за заштита на децата. Поразително е кога знаете дека насилството е регистрирано во училиштата, но не е дојавено на време во центрите за социјална работа и полицијата, изјави Змијанац. Посебно кога е сексуалната злоупотреба во прашање, вклучувајќи го и семејното насилство и физичкото насилство, поразително е кога ќе знаете дека истото е регистрирано во училиштата, не е дојавено на време во центрите за социјална работа и во полицијата, родителот нема доволно информации што му се случува на детето или пак не ги забележува промените во однесувањето на детето. Задоцнето реагира до полицијата, а полицијата за време на викенд не ангажира судска медицина и малолетнички инспектор за да ја докаже вината. Во многу случаеви зборуваме за сексуална злоупотреба на деца. Во последно време од постар малолетник на помал малолетник и се пролонгира до судска медицина 5 или 6 дена од настанувањето на случајот и ние сме сведоци на еден таков третман во државата кога детето и сторителот на ова кривично дело се на улица, а државните институции не постапиле согласно протоколите за заштита на децата кога се жртви на сексуална злоупотреба. СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 постои 24 години и до сега се регистрирани 20.581